СДСМ нема намера да ретерира во ниту една варијанта, бидејќи сметаме дека прифаќањето на францускиот предлог е добра завршена работа. Пуштањето памфлети дека ќе прифатиме референдум е измислица на Мицковски. Содржувањето на првата меѓувладина седница, ова го цениме како партија, како уште еден памфлет на лажгото Христијан Мицковски, кој што само единствено за потребите внатре во партијата настојува цело време едноставно да манипулира со некакво лишче хартија, што се вика нотарска изјава, за да во следниот чекор да го продуцира ставот и идејата за непотребен референдум. Поради ова, констатираат од СДСМ, Мицковски е збунет и тој денеска е во Будимпешта по друго. Видовме дека Мицковски и Апасиев не успеа во нивните намери, нивните лаги сценарија дефинитивно пропаднаа во очите на јавноста и во генерално политичката сцена во Република Северна Македонија. Сега се изолирани во обидите да се создадат нови пречки и обструкции во делот на нашиот европски пат како суверена и независна држава. Причините за тоа треба да се ги бараат кај себе.